Прво, опозицијата нема конзистентен став. Опозицијата имаше избори во јули односно во август оваа година. Тоа беа предвремени локални избори во општините Маврово, Ростуше, Центар Жупа и во општина Тетово. И таму се потврди дека тоа што тие го прават само за себе, за своето членство, дека водат на анкетите, се потврди дека доживеа најголем пораз кој што успеале да го доживеат во општината Маврово, Ростуше, откако таму се одржуваат локални избори, дека во Центар Жупа и покрај тоа што сакаа да направат бојкот уште еднаш не успеа, граѓаните решија да изберат кандидат од нашата коалиција, и во општина Тетово, каде што велеа дека ќе победеле со 6-0, имаа послаб резултат од тоа што го имаа на последните локални избори. Што се однесува до избори ќе има во 2024 година, тие ќе бидат редовни, бидејќи тоа е редовен термин, и помина времето кога во државата се правеа избори секоја година само затоа зашто некој сака да спроведува своја лична политичка агенда. И сакам да им порачам нешто друго на опозицијата. Вчера ги гледав нивните изјави дека некој се плашил од избори. Никој не се плаши од избори затоа зашто бевме на избори во август и они ги немаше 5 дена се крија затоа зашто не знаеа што да кажат за резултатите. Друго сакам да им порачам на представниците на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ пред точно една година победи на локалните избори во државата. Тие освоија 50 општини во државата. Тие освоија локална власт во главниот град во државата. Она што треба да прават е да се фатат за работа. Како што 11 години кога владееа со државата, државата беше според сите меѓународни институции прогласена за заробена држава. Просечната плата беше 9.000 денари, а сега е 11.000 денари. Единствено што ги интересираше е да прават споменици. Сега ќе ви кажам, тука сме баш на убаво место да ви кажам еден податок, што во 2015 година оставија неисплатени 2,5 милиарди денари субвенции на земјоделците, на овие тука што ги гледате, зашто за иштите пари од 2,5 милиони денари, што беа врвни каменорезци, изградија 36 споменика во центарот на Скопје. И таква катастрофа која што и се случи на Македонија 11 години во државата, сега во моментов му се случува на Скопје. Така како што успеа да ја заглават државата 11 години, ниту 1 милиметар во европски интеграции, раскарани внатре, раскарани со сите соседи, истото тоа сега се случува во Скопје. И затоа ја би им порачал власта која што имаат во Скопје да земат да ја практицираат, затоа што од Скопје денеска едва излеговме, бидејќи на протест се сите превозници. Во Скопје ветуваа бесплатен автобуски превоз, ветуваа фабрика за електрични автобуси, ветуваа брда и долини. Во моментов Скопје ниту има автобуски превоз, ниту има пречистителна станица за вода, ниту има било какво поместување на било кој капитален проект кој што им го остави минатата власт, која што изгуби, која што честиташе победа и предаде власт на ВМРО-ДПМНЕ. Не може да биде изговор на ВМРО-ДПМНЕ дека они се скарале со градоначалничката, која што е нивни кандидат, дека они одеа по Скопје да ја промовираат, не одев ја да ја промовирам по Скопје. И не може сега, знаете, ние се скаравме, ама за да можеме добро да го управуваме Скопје, ни требаат парламентарни избори. Не поминува таа работа. Не, нека се фатат за работа, за да можат да профункционираат општините. Не сакам да зборувам за општина Прилеп. Вие сте од Прилеп, има тука многу прилепчани. Кажете ми една работа што е направена за една година во Прилеп и ќе ви стане јасно дека освен што треба да се фатат за работа, најмалку треба да зборуваат за избори, бидејќи видовме во август како завршија изборите, а исто ќе завршат изборите и во 2024 година редовните председателски, кога ќе избереме председател на државата од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и кога на парламентарните избори повторно оваа влада ќе победи избори.